Мицкоски се сретна со семејството руси од Дебар. Тешка сообраќајка на Скопската обиколница. Трамп, ќе воведам царини за ЕУ и Кина. Моцарт куглите го напуштија Салцбург. Оскари 2025 се подготвува најгламурозната вечер во филмската индустрија. Джокер 2 со 7 номинации за Златна малина. Премиерот Христијан Мицкоски оствари средба со семејството руси, кое потекнува од Дебар, а живее и работи во Швајцарија. За време на средбата, Мицкоски истакна дека Македонија има потреба од сите своји луѓе, без разлика каде се наоѓаат, доколку можат да придонесат за развојот на земјата. Мицкоски ја нагласи важноста на македонската диаспора, посочувајќи дека тие се значаен потенцијал за економски и општествен напредок. Семејството руси ја изразило својата поддршка за иницијативите на владеачката партија и потенцирало дека се горди на своето потекло. Средбата е дел од напорите на опозицијската партија за поголема соработка со диаспората. Мицкоски изрази уверување дека преку заеднички проекти и идеи може да се подобри состојбата во Македонија и да се создадат подобри услови за живот. Оваа иницијатива е дел од пошироката стратегија на партијата за вклучување на македонските иселеници во развојот на земјата, со цел да се зајакнат националните и економските интереси. На Скопската обиколница вечерта на 22 јануари се случи тешка сообраќајна несреќа во која учествуваат две патнички возила. Во судирот се повредени две лица, кои веднаш биле пренесени во болница. Несреќата предизвика големи сообраќајни застои, а полицијата и екипи на итна медицинска помош брзо интервенираа на местото на настанот. Сведоците велат дека едно од возилата се движело со голема брзина, што можеби е причина за несреќата. Полицијата го обезбеди местото и изврши увид за да ги утврди точните причини за инцидентот. Сообраќајот на овој дел од обиколницата беше во прекин неколку часа, додека не беа отстранети оштетените возила. Надлежните апелираат до возачите да бидат внимателни и да ги почитуваат сообраќајните правила, особено на обиколницата, каде што брзината често е проблем. Повредените лица се наоѓаат во стабилна состојба. Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека ќе воведе нови царини за Европската унија и Кина. Тој ги обвини овие економски сили за нелојална конкуренција која, според него, го нарушува американскиот пазар. Трамп најави дека новите царини ќе бидат дел од поголема стратегија за заштита на домашните производители. Според него, оваа политика ќе го намали трговскиот дефицит на САД и ќе обезбеди повеќе работни места за американците. Европската унија и Кина реагираа остро на најавите, истакнувајќи дека ваквите мерки би можеле да предизвикаат економски конфликт и да ја нарушат глобалната трговија. И двете страни предупредија дека можат да преземат реципрочни мерки. Економските експерти предупредуваат дека воведувањето царини би можело да има долгорочни негативни последици врз глобалната економија, особено во време на кревко заздравување од последиците на пандемијата. По повеќе од еден век, прочуените Моцарт кугли повеќе нема да се произведуваат во Салцбург, родниот град на Волфганг Амадеус Моцарт. Производството е преместено во фабрика во Германија, што предизвика разочарување кај локалното население. Оригиналните Моцарт кугли, создадени од познатата рецептура со марципан, чоколадо и нуга, долго време беа символ на австриската традиција и култура. Сепак, компанијата Мирабел објави дека одлуката е дел од стратегијата за намалување на трошоците и оптимизирање на производството. Жителите на Салцбург реагираа со жалење, истакнувајќи дека ова е загуба за локалниот идентитет и економија. Туристите кои го посетуваат градот исто така ќе бидат лишени од автентичното искуство да ги купат куглите директно од местото каде што се создадени. И покрај реакциите, компанијата уверува дека квалитетот и рецептурата на Моцарт куглите ќе останат непроменети. Сепак, символичната поврзаност со Салцбург останува за секогаш нарушена. Вистина е дека Оскарите 2025 ќе се одржат на 10 март во Лос Анџелес, ветувајќи уште една незаборавна вечер полна со гламур и возбудливи моменти. Академијата за филмски уметности и науки, која стои зад оваа престижна манифестација, го најавува најголемиот фокус на иновации и различност досега. Првите Оскари се доделени на 16 мај 1929 година на приватна вечера со околу 270 гости, што го прави најстарото признание за филмски достигнувања. Вистина е дека тогаш статуетката била нарекувана награда за заслуга, а дури подоцна го добила популарното име Оскар, според една анегдота од 30-тите.
Со текот на децениите, Оскарите се претворија во символ на извонредност во филмската уметност. Вистина е дека ова признание ги подигнува кариерата на добитниците, а честопати и отвора дебати за правичноста на изборите. Во 2025 година, повторно ќе се слават најдобрите актерски, режисерски и технички остварувања, со посебен акцент на филмови кои третираат општествени теми. Оваа година, Академијата воведува и нови правила за номинациите, што дополнително ја зголемува конкуренцијата. Вистина е дека Оскарите не само што се награда, туку и културен феномен кој секоја година го привлекува вниманието на милиони гледачи ширум светот. Вистина е дека низ историјата на Оскарите, повеќе значајни моменти останаа запаметени како дел од културното наследство. Например, во 1969 година, за прв пат во историјата, две актерки ја поделија наградата за најдобра женска улога, Кетрин Хепберн и Барбара Стрейсенд. Такви моменти се доказ за непредвидливоста и возбудата што ги носи оваа манифестација. Друга вистина е дека Оскарите не се без контроверзии. Во 2016 и 2017 година, движењето Оскар So White го сврте вниманието на недостатокот од различност во номинациите. Од тогаш, Академијата активно работи на инклузивноста, воведувајќи нови стандарди за разновидност, кои се применуваат и за Оскарите 2025. На крај, вистина е дека церемонијата на доделувањето е многу повеќе од награди. Таа е прослава на филмската уметност и креативност. Од блескавите модни комбинации на црвениот тепих до емотивните говори на добитниците, Оскарите се глобален настан што ја слави магијата на филмот и инспирира генерации креативци. Оваа година очекувањата се особено високи, со номинации за филмови кои веќе освоија срца низ светот. Филмот Джокер 2 изненадувачки освои 7 номинации за наградата Златна малина, која се доделува за најлошите остварувања во филмската индустрија. Меѓу номинираните се најдоа и славните актери Хоакин Феникс и Леди Гага, кои се кандидати за најлош актер и актерка. И покрај високите очекувања и огромниот буџет, продолжението на популарниот Джокер доби силни критики за сценариото, изведбата и режисерските одлуки. Фановите се поделени околу тоа дали филмот заслужува толков број номинации, особено поради успехот на првиот дел. Хоакин Феникс, кој освои Оскар за својата изведба во првиот филм, сега е номиниран за наводно слаба адаптација на ликот. Леди Гага, пак, е на мета на критиките за нејзината интерпретација на Харли Квин, што предизвика бурни реакции на социјалните мрежи. Доделувањето на Златните маалини е закажано за март, кога ќе се види дали Джокер 2 ќе ги потврди негативните очекувања или критичарите ќе понудат изненадување со своите конечни одлуки. Мицкоски се сретна со семејството Руси од Дебар. Тешка сообраќајка на Скопската обиколница. Трамп, ќе воведам царини за ЕУ и Кина. Моцарт куглите го напуштија Салцбург. Оскари 2025 се подготвува најгламурозната вечер во филмската индустрија. Джокер 2 со 7 номинации за Златна малина.